Вака сега, умот на човекот, ова сум зборувал, дека имаме аналитичен и реактивен ум, тој филозоф Хабар, дека умот снима мемории. И кога човекот има ум кој што снима мемории, снима постојано се што ви се случува во вашиот живот, има снимки од убави моменти и има снимки од неубави моменти. Сега, тие неубави моменти се фактички даден тип на болки. Имате физички трауми и психички трауми. Или, он ги вели енграми. Енграми се моменти на физичка или психичка траума. Кога таа физичка или психичка траума се случува, таа се снима во тој ум кој што се нарекува реактивен ум. И не само што се снима настан, веќе се снимаат сите перцепции поврзани со тој настан. Се снимаат мирисите, се снимаат допирите, се снимаат боите, се снимаат луѓето. Се што е снимено во тој трауматски настан е складирано во тој реактивен ум. Да земеме банален пример, што и за некого не е банален. Дечкото и раскрено девојката во некој кафич, она пиела, не знам, кафе или пиела некој сок или што и да е, дечкото и раскинува. Сега, сите тие импресии од кафичот, од локацијата, од пијачката, од миризбата, од климата, од температурата, сето тоа едноставно снимено е во тој подсвесен или реактивен ум. И тој подсвесен или реактивен ум ги складира тие трауми. Сега, што се случува кога на нареден пат ќе помине покрај истиот кафич? Или ќе се најде во ситуација каде што е во друг кафич, но може би истата пијачка, истата температура и така натаму, може би ќе се спомне неговото име или како и да е, ќе го види на некоја слика. Она што се случува, се враќа траумата заедно со сите тие негативни емоции, негативни ситуации кои што се имаат снимено во умот на даден човек. И тој реактивен ум, фактички како се полни, поред тоа што животот како тече, он носи трауми во секојдневието и секој од тие трауми краде дел од вас. Наедноставно, да објасниме, така. Ајде да речеме, имате некој човек кој што, нели, децава се прво вака. Еве, насмејани. Но ќе помина 20-30 години и се случува дадени трауми, тоа е она што се случува, човекот доаѓа и изгледа вака. И после уште даден број на енграми, она што се случува, човекот почнува да изгледа вака. Но што е разликата помеѓу оваа емоција и што е разликата помеѓу оваа емоција? Или ајде, затоа што сум тука, сум у канцеларија. Значи, ова ми е новата канцеларија. И еве да видите канцеларијата, преубава е. Така да ве чекам на консултации и тука затоа што сум од канцеларија, имам реквизити, ќе помогнам да разберете подобро. Океј, гледате, ајде да се вратиме на нешто кое што е многу интересно, се вика скала на емоции. Еве скалата на емоции од филозофот Хабар. Гледате ги овие се убави емоции. Тоа се емоциите на вашата оригинална енергија, тоа сте вие. Ова сте вие. Но како доаѓаат тие трауми, како тие енграми се случуваат, она што се случува, енергијата ваша, позитивната енергија, почнува да се зачаурува во таа траума. Значи, траумата краде дел од вас. Краде дел од вашата сила, краде дел од вашиот разум и таа болка која што ќе се впие, односно таа меморија која е регистрирана во тој реактивен ум, она не е неактивна, него таа е тригерувана или има еден термин кој што го користи филозофот Хабар и он го вели рестимулација. Рестимулација значи повторно активирање на трауми од минатото поради тоа што има некоја слично сега. Но како животот тече, тие трауми се гомилаат во тој реактивен ум и човекот почна да оди надоле. Еве оваа скала на емоции, каде што тука се убавите емоции, од тука почнува, не знам, еве ви даден антагонизам, болка, лутина и така натаму. Одите надоле, каде што е тага, еве го страф, тука, но од тука надоле, тие сите емоции се од тој реактивен ум. И тој реактивен ум е исполнет со сите тие негативни емоции кои што се снимени во таа подсвеса, да речеме, не подсвесен, него реактивен ум. И тој реактивен ум, како се таложи со други слични такви ситуации, она што се случува, човекот доаѓа да се изгуби себе си. Ајде да речеме, човек се родил со 1000 единици на животна сила. Еве ги тие 1000 единици на животна сила. Но како
живе, како тече животот, човекот почнува да добива трауми и после тоа има 500 единици на животна сила. Како тече животот понатаму, добива уште повеќе трауми и има сега 100 единици на животна сила. Ова се произволни бројки, тоа не е така баш 1500-100, него сакам да кажам квантитет на енергија. И она што се случува е како тие трауми се регистрираат во вашиот ум, вашата енергија станува полоша и полоша. И она што се случува кога човекот добива да нема многу енергија, она што се случува почнува да прави overthinking. Зошто прави overthinking? Поради тоа што нема веќе сила. Затоа што децава што се со оваа енергија, он не ни мисли поради тоа што знае, поради тоа што има енергија, поради тоа што неговиот аналитичен ум пресметува. Вашиот аналитичен ум пресметува многу брзо. 2-3 секунди он више одлучил што треба да направи. Ама реактивниот ум ќе ве колеба, ќе ве преколеба, ќе тера да размислите уште еднаш, па 2 пати, па 3 пати, па 5 пати, па 100 пати и така натаму, на крај ќе ве донесе да не правите било каква акција. Со други зборови, видите, кога човекот се наоѓа во неговата комфорт зона, реактивниот ум ќе сака да ве остане во комфорт зоната. Ова е комфорт зона. Надвор од комфорт зоната е животот. Но гледайте, надвор од комфорт зоната се наоѓа животот. И тој живот со себе носи даден ризик. Но сите тие трауми кои што човекот ги има, ајде да кажеме еве го човеков. Еве го неговиот аналитичен ум, еве го неговиот реактивен ум. Еве го човеков има аналитичен, има реактивен ум. И се човеков сака да тргне да постигне нешто, се вклучува тој реактивен ум со трауми кои што ги има од минатото и он му вика не иди. А човеков треба да тргне. Он бил на 3 интервјуа. На 3 интервјуа добил негативен одговор. Сега има 3 трауми кои што се регистрирани во тој реактивен ум и четвртото интервју кој ќе отиде да го направи, он не го прави како што треба да го направи, поради тоа што е стегнат, поради тоа што сега реактивниот ум е активиран заради сличноста и го саботира на самото интервју. Сега, што е чарето? Има една книга, се вика Самоанализа. Гледате, оваа книга има вежби кои што можете сами да ги правите дома, и да ги намалите влијанијата на тие енграми, односно на тој реактивен ум. Сега, зборува во таа ова книга исто така има и уште една книга се вика Дианетика, каде што истиот тој филозоф Хабар зборува за анксиозност. И гледайте, анксиозноста исто така е поврзана со даден тип на себе саботирање. Затоа што гледате сега што се случува. Ајде да ви нацртам сега интересно. Кога реактивниот ум, ајде кажем имате аналитичен ум, имате реактивен ум. Кога реактивниот ум, еве го реактивниот ум, кога реактивниот ум почнува да се полни со многу од тие енграми, трауми, нели, и човекот оди од оваа состојба кон оваа состојба и кон оваа состојба, дел од тој реактивен ум сега зима од аналитичниот ум и изгледа како се формира даден глас во вашиот ум кој што фактички ве саботира. Кој што ти кажува работи и почнуваш, што го вика еден пријател мој подстанар, едноставно даден тип на размислување кој што не си ти, кој што ти мислиш дека си ти, ама не си ти и кој што ствари ти даваат сите тие негативни мисли, сите тие неубави емоции, ти даваат негативни размисли и така натаму. И она што се случува како да имаш некој тип на подстанар, ама ова си ти и се ти го слушаш тој ум, ги слушаш тие негативни мисли, ги слушаш тие негативности кои што фактички почнуваат после тоа ти го уништуваат животот и да те спречуваат да бидеш. Има техника како можете овој реактивен ум целосно да го избришете и да го сузбиете неговото влијание врз вас. И тоа е целата поента, поради тоа што гледате реактивниот ум има болка во него. Ама тој реактивен ум размислува врз база на еднаквости, тој ум не е аналитичен ум. Зборот анализа, фактички како збор, значи расчленување, анализа значи разложување. Сега, реактивниот ум не само што не разложува, не размислува логично, него он става се у еден кош. Гледате, за него секој кафич, ќе стане ист кафич како тој кафич каде што дечкото и раскинала на девојката. Сите мажи, ако тројца само и раскинале, сите мажи се за неа ќе станат исти мажи. Не знам, детето имало проблем со неговата мајка, мајката го критикувала, мајката го карала, мајката го споредувала. Сега жена му кога направи некоја споредба
помеѓу него и неговите другари, затоа што другарите отишла на поубаво место, колку што биле они. Што и да е, он веднаш му се вклучува тие енграми и трауми од мајката и он почнува да се кара со сопствената мајка. Зошто се кара со сопствената мајка? Поради тоа што фактички жената му е стварно само тригер. Ама немој седите да му речете на мажов што се караш бе ти со мајка ти. Поради тоа што ќе рече што слушаш ти такви глупости на овако, затоа што луѓето не се свесни. Ние стварно се караме кога се караме и кога сме љути на некого. Многу често ние не сме љути на таа особа која што е пред нас. Таа особа која што е пред нас е само тригер за работи кои што ни се имаат случајно во нашето минато. Ако ние не го решиме тоа минато почнува да не саботира. Тоа минато почнува да влие врз нас. Тоа минато почнува да прави проблеми. Тоа минато почнува да доминира врз човекот на начин на кој што не е убаво, но тој не ни знае дека он бива доминиран од минатото фактички од работи кои што му се случиле многу пред нешто да се деси. Друг едноставен пример, ќе отиде некој човек со, не знам, кошула и со фармерки некој на полагање, паднува. Иде на втор пат да полага со истата случајно кошула, можеби со другите фармерки, паѓа. Он трет пат кошулата не ја носи ни на искачање, затоа што мисли дека му е малер. Затоа што сега реактивниот ум ја поврзал таа кошула со две загуби и се она што ќе се случи, тој реактивен ум ќе почне да ги генерализира сите тие загуби и ќе ги проектира понатаму. Затоа што гледате се, умот не само што меморира работи, него почнува да проектира работи. Значи умот е механизам за снимање, ама и механизам за проектирање. Гледате, дури и зборот fear, нели на англиски fear се пишувам, ќе ја прочитам што значи. Гледате, F-E-A-R, така се пишува страх, но што значи false events, погрешни настани кои што изгледаат реални. Погрешни настани што не изгледаат реални. Да се гледате, тоа е страх. Но сега девојчево кој што има од тројца дечковци кои што и раскинале, сега четвртиот дечко, умот, тој реактивен ум се станува проектор. И он почнува да проектира сцена. И сега дечко во оставил само 50 денара на конобарката и се насмеал кога биле заедно. И она му вика, што флерташ? Гледате, се умот проектира сцени, проектира ситуации. И затоа реалноста на луѓето е комплексна. Зошто? Поради тоа што проекторот наречен ум, кога ќе впие неубави настани, он почнува да ви проектира филм и реалност, која што у суштина не мора воопшто да е така. Не мора да е така. И најчесто не е. Сега, целата поента е да човек треба да свати дека кога он добива цело време некој тип на стравови и кога не ќе да излезе надвор од комфорт зоната, зашто првото нешто што умот ќе го направи, за да ти не излезеш надвор од комфорт зоната, он ќе почне да ти проектира страв на платното на животот, затоа што он сака да остане во комфорт зоната. Но во комфорт зоната почнат да се развиваат бетер глупи стравови, повеќе стравови. Зошто? Зашто храброста е тука. А храброста е таа што ти го сузбие стравот. Ама стравот е првото нешто што ти мора да го поминеш надвор од комфорт зоната, затоа што првото нешто надвор од комфорт зоната е страв. Но како го поминуваш стравот, од другата страна е самодовербата. А едноставно начинот е да верувате во себе си и да се разминете со стравот. Зашто гледате, ако не го разминете стравот ќе остане. Ајде вака да кажем. Замислете, ова е стравот. Ти првиот пат кога ќе се разминеш со стравот, ти имаш дадена реакција. Ова ти е твојата реакција, затоа што се разминуваш со стравот. Вториот пат кога ќе се разминеш со стравот, ако се разминеш прв пат, ќе имаш реакција, ама таа нема да биде толку драстична како првиот пат. Третиот пат ќе имаш уште помала реакција и четвртиот пат ќе му кажеш чао, бај на стравот. Но многу често за човек да се охрабри да тргне или да појде е многу важно, ако може и ако сака, да работи на сопствениот реактивен ум и да го анулира неговото влијание. Зашто колку повеќе работиме да го намалиме влијанието на реактивниот ум,
толку похрабри сме, толку сме поспособни, толку повеќе животот ни изгледа убав, толку повеќе сакаме да правиме работи и се наоѓаме во наш сопствен универзум. Затоа што гледате, стравот и комфорт зоната што ќе те направи? Комфорт зоната има само гледачи, овдека си играчи, овдека се гледачи. А гледачот не му е интересно. Поради тоа што гледачот добива секојаш интересно, затоа што добива забава од тој живот, ама нема негова забава, поради тоа што ништо не прави и затоа секојаш мора да збори за другите луѓе. Играчите се тие за кои што луѓето зборат. Сега овој кој што е гледач, тука ќе почнем да активира многу стравови. Зошто? Затоа што има мал простор. Секојаш кога имате мал простор, ќе имате страв. Малиот простор крива страшни мисли. Ама ако излезете во животот и сватите дека не е толку опасно, почнувате да се одбирате податоци дека не е толку опасно, и не само што собирате податоци дека не е толку опасно, туку ја развивате вашата храброст и сваќате фактички дека вие сте појак од стравот и дека можете да ги контролирате настаните и ситуациите во вашиот живот, поради тоа што го препознавате нештото дека доаѓа од некоја енграмска ситуација. Енграм е збор кој што значи траума фактички или нешто што е изгравирано во умот. Енграм, ен и грам доаѓаат од два грчки збора. Ен значи во, а грам зборот доаѓа од грчки графија што значи пишување. Енграм значи запис во умот од некоја траума. И тие енграми се причината на негативните ситуации, на негативните мисли, на депресии, на нервози, на љутини и така натаму, поради тоа што човекот има насобрано многу негативна енергија. И се секој човек ги има тие трауми во него. Исто е многу важно каква околина имате, зашто може ако сте цело време во некоја токсична околина, оној секојаш ќе ви ги активира тие трауми. И ти си цело време тригеруван. Имате некоја девојка каде што дечкове не се јавуваат цело време со некои други девојки, она е цело време стрес да не ја раскине. Она треба да се батали од тој дечко. Или имаш некој дечко кој што има токсична девојка и така натаму кој што цело време му ги активира тие трауми, едноставно треба да види дал му одговара таа девојка. Знаете, исто така, може да бидете во некоја работна атмосфера, може да бидете во некоја токсична атмосфера каде што едноставно вашата енергија не може да биде добра. А имате некој човек кој што тренерот секојаш го критикува, секојаш го кара, никош не му дава подршка, секојаш кога ќе сгреши го седнува на клупа. Ја да сум на место на тој играч, ја би го сменил клубот. Поради тоа што гледате, околината е таа која што или ќе ви даде енергија и ќе го зголеми вашиот аналитичен ум, или ќе ви го тригерува постојано вашиот реактивен ум. И затоа е многу важно во каква околина си. Затоа е многу важно во која околина си. Ако си во пријателска околина, нема да бидат тригерувани тие енграми. Ако се наоѓаш во непријателска околина, ќе бидат тие енграми тригерувани. Што е непријателска околина? Гледате, имате луѓе кои што се наљути на антагонизам. И имате луѓе што се на скриено непријателство. Гледате, скриено непријателство, тој ти се смешка, ама уствари у позадина има нож. Сега, тој се вика, тој е скриен непријател, зашто ти се смее, не можеш да го препознаеш. Ама ти е неубаво околу него. Цело време се чувствуваш неубаво околу него. Океј? Значи има многу работи кои што човекот може да ги разбере и да ги научи. Имам конкретен пример како се справиме од страх од актуелна ситуација војна. Луѓе, вака да ви кажам се една работа. Војна и да дојде, нас никој нема да не праша дали ќе дојде војна. И она што сакам да му кажам на луѓето, има многу сцени во вашиот живот каде што не можете да влијаете вие на глобалната ситуација сега ова што се случува во Иран, што се случува со Америка, Израел и така натаму. Никој од нас не може да влијае на тоа. А зошто не си го фатиме животот да си го креираме тоа што е до нас? Затоа што, гледате, ако вие се обседнете со сите тие ситуации врз кои што немате контрола, ќе имате многу стресен живот поради тоа што немаш алатка и оружје со кој што можеш да го решиш тој проблем. Фокусирајте се на ситуации кои што се под ваше влијание. Фокусирајте се на работи кои што вие може да влијаете врз нив. Дали ќе има војна или нема да има војна, тоа не зависи од моментално од вас и од вашата ситуација. Поради тоа што ако ти се обседнеш со такви работи кои што не влијаат до тебе,
Ме разбирате? Не дај Боже, никој не ќе да има никакви природни катастрофи, никакви војни и така натаму. Ама ако имате луѓе кои што цело време седат и размислуваат за тоа, ама дал го креирате животот? Ќе поништуваме, не сакаме да има такви ситуации. Ама сакам да кажам, зошто општо да размислувате на таа тема? Кога човек веќе размислува на такви теми, треба се запраша дал го креира сопствениот универзум. Зашто сопствениот универзум е ваш универзум, од ваши дела, од ваши креации. И тој цело време мора да врти како процес на креација. Што значи тоа? Да имаме нови цели, да имаме нови цели, да имаме нови цели. Бевме вчера македонска каменица, феноменално, но наредно предавање од Скопје на 10. Кога заврши предавањето на Скопје во 10, наредно предавање 17 Струмица, 18 е Охрид, 24 е Куманово. И кога ќе завршиме март, со кејф ќе правиме креативни работилници и предавања во април. Поради тоа што мора да сте во вашиот универзум. Колку повеќе сте во вашиот универзум, толку повеќе универзумот во кој што ние живееме, физичкиот универзум ви се поклонува и ви аплаудира и фактички сака да ви помогне, поради тоа што вие сте шампионот. А мора да сватите дека сте шампион. Еднаш дојде едно дете ке мене, дете, 20 години имаш, и му викам, кај си бе шампион? Воп, вака рипна, се преплаши, вика, како ме рековте? Викам, шампионе. Зашто се зафркавате со мене, ми вика доктор Жак? Јас се збуни, викам, зашто се зафркавам? Кај сум, вика, ја шампион? Е се на тоа дете да му кажеш, за никаде си не те вивам, ке рече да, ама ако му речеш шампион, не. Видите, ние мора да прифатиме дека сме шампиони, а мора да делуваме шампионски. Знаете зборот шампионот кај потекнува од латински збор кампио, што значи борец, а кампио доаѓа од збор кампус, што значи бојно поле. Кампусиве, што се на факултетиви, тие се бојно поле, помеѓу студентите. Се шалам, и професорите не, тие се заедно, ама студентите се борат против нејасноти, против нејасни зборови, против нејасни концепти. Професорите треба да им се сојузници, ама сигурен сум како и на сите факултети се наоѓа некој против кој што студентите се борат. Кампус е бојно поле. Гледате, ние сме шампиони, има убав цитат од Плато, вика, кога војуваме со верба, двојно сме наоружени. Кога војуваме со верба, замислете го мечот и војуваме со верба, тоа е појак. Ама ако се плаши некој со мечот, пам, ќе му падне, ќе го повреди на колено, сам ќе се рани. Поради тоа што, гледате, кога војуваме со верба, двојно сме наоружени. Зборот верба, на англиски е trust, доаѓа од старонордски збор. Нордскиот јазик бил јазик што се зборело порано во скандинавските земји. Старонордски за trust значи верба, односно сила. Trust на старонордски значило сила. Зборот trust или верба значи сила. Кога човекот ќе изгуби вербата за иднината, за креацијата, за Македонија, за тоа што го правите вие. Креација, универзум. Кога човек ќе изгуби таа верба во сопствениот универзум и неговата креативна моќ, тој нема силата. И после тоа ќе се паркира пред телевизор, ќе се паркира пред социјални медии, цело време скрол, ќе го фати воспаление на тетивата на палецот. И што се случува? Загрижен е за работите околу него. Па загрижен е поради тоа што не создава негов универзум. Зашто ти ако не правиш твој универзум, ти ќе си загрижен. Загрижен си затоа што си у комфорт зоната. Гледате се комфорт зоната. Комфорт зоната е место кое што се наоѓа многу блиску до барата. Гледате комфорт зона. Комфорт зоничкава е место каде што е чекор надоле од барата, а у барата се жаби кои што цело време гракаат. Еве ги жабички, еве комфорт зоната. Од комфорт зоната одма човек се доаѓа у барава, ужа во кречината на животот, каде што цело време мрчи, цело време друг му е крив, цело време има негативни мисли и податоци. Зошто? Затоа што не излегол надвор од комфорт зоната, да дојде на изворот, затоа што на изворот што е, луѓе, на изворот е лососот. Се или човеков ќе биде жаба или ќе биде лосос. Ама, за да биде лосос, он мора да се труди и мора да помине низ дадени препреки, мора да има дисциплина и после тоа ќе се добие мотивација. Ама, овдека кај комфорт зоната има мрза. Гледате, мрзата, што е? Мрзата ве тера да ја слушате емоција, лесна емоција. Ај ќе се поспи уште малку, он си има 7 алармчиња, затоа што не му се станува, го мрзи.
затоа што ја слуша лесната емоција. Разумот му вика стани, ама емоцијата му вика ќе си поспием уште малку и затоа цело време касни на прв час. Значи цел живот касни на прв час затоа што има мрза. Таа мрза го тера да не учи, го тера да се гледа разни работи и еве го убарава. Грицка постојано пластично лажиче у кафејче, чек, го сманал пластично лажиче. Тука се грицкачи на пластични лажички. Се зашто? Затоа што нив цело време ништо не прават. Убарава се. Само мрчат, само гледаат, некој друг е крив, они не се. Тука цело време конзумира. А овој човеков што овде конкрира. Што е дисциплина? Дисциплина е слушаш разумот, не ја слушаш емоцијата. Треба да стане. Стане. Емоцијата ако му вика спи, он го слуша разумот. Треба да иде у теретана. Разумот вика иде у теретана, емоцијата му вика спи. Он го слуша разумот. Гледате, тука од дисциплината, негативната емоција, ти не ја есапиш, не ја вртиш. Идеш наспроти неа. Наградата е мотивација. Што е мотивација? И разумот и емоцијата се позитивни. После тоа доаѓаш тука во изворот каде што се конектираш со позитивните мисли, со позитивните податоци дека можеш, дека те бива, дека е убав животот, дека е добар животот. Ама луѓе мора да поминете ни сите овие процеси. И кога човекот ќе помине ни сето ова, и ќе дојде тука, шампиони сме. И сме, ама мора човекот да работи на тоа. Мора да работи на себе. Мора да работиме на себе. Шампиони. Фала ви што сте со мене понеделник, среда и петок. Ја не ве напуштам, ама не ве напуштате ни вие. Ви благодарам многу што се појавувате у толку голем број на моите предавања. 10 имаме предавање со Црвен крст. Гледате, многу е важно. Зашто ми е важно луѓето да дојдат на тоа предавање? Поради тоа што сите тие пари кидат за хуманитарни цели. Значи, колку и да можете да донирате, донирате. 50 денара, 50 денара, 100 денара, 100 денара, 150, ако оставите 500 супер, ако не оставите 500 пак супер, дојдете барем со 100 за да можеме да собереме финанси, за да го поддржиме проектот на средношколците, кои што фактички сакаат да соберат, фактички тие се моментално на обука, курсеви прават во Црвен крст, за да видат како да анкетираат дадени семејства кои што се во дадена тешка состојба, на кој што му треба, како да го реализираат тоа и така натаму. Сакам да им помогнеме на нив, поради тоа што гледате кај нас во школите имаме тестови за ментална интелигенција, тоа се 5-ки, 4-ки, 3-ки. Нема тестови за емоционална интелигенција. Овие деца имаат емоционална интелигенција. Сакаат да помогнат на засегнати фамилии. Јас сакам да им помогнам на нив, сакам да им дадам начин, поради тоа што они е дел од сето тоа е како да обезбедат средства. Сега, мора да направиме за да им помогнеме на средношколците, да им направиме едноставно се чувствуваат горди, дека не е залудно тоа што се трудат да помогнат на други луѓе. Предавањето во Скопје е во 19 часот. 19 часот во Даре Џамбас. Даре Џамбас е во центар фактички Карши УЈП и кој идете према Кисела вода, од десна страна, да кажем од центар кога би оделе, така да ако би можеле да дојдете во Даре Џамбас би било супер за да им помогнеме на средношколците да соберат дадени донации кои што после тоа ќе се искористат во конкретна намена и цел. Ќе правиме уште едно хуманитарно предавање овој месец, тоа ќе биде за Кочани, за засегнатите фамилии од немилиот настан, така да ќе организираме големо предавање во Кочани, исто така ќе има хуманитарен карактер. На 17 и 18 имаме предавање, 17 во Струмица, Домот на култура, 18 Охрид, 24 Куманово. Така да, дечки, гледайте да не сме во Барава, треба да не сме тука и не сме, сигурен сум дека никој од нас тука не е, но како и да е, мораме стигнеме на изворот поради тоа што таму умот е прочистен, ама се прочистува кога човекот поминува низ даден тип на напор. Датумот е 10 за, зборувам за предавањето со општинската организација Центар на Црвениот крст, тоа е на 10, тоа е, мислам дека е наредниот вторник, ако не се лажам. На 10 е предавањето со Црвен крст, 17 тоа е во Скопје од 19 часот. Сите мои предавања се обично од 19 часот. 17 е во Струмица, 18 Охрид, 24 Куманово. Дечки, помогнете ми да им помогнам на децата
да соберат финанси за некои фамилии на кои што им треба нашата помош. Доколку сакате и доколку можете, ве чекам на 10. Даре Џамбарс, Црвен крст, да направиме убава работа. Ви благодарам и убава вечер. Чао, чао!